Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историскиот регион Пелагонија, еден од 8 статистички региони во Република Македонија, кој опфаќа 9 општини сместена во централниот западен дел на етничка Македонија, кој со право може да се нарече лука на културата во Република Македонија, затоа што луѓето што живееле тука оставиле длабока трага на своето време низ вековите наназад, како што се и 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото. Каде и да појдете во атарот на оваа регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, рано-христијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедими утврдувања и други мощни стари градби. Исто така за историското минато на 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила, говорат 6000 години живот кој зрачи на целиот незин простор преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, дацаретите, орестите, еорадите, елимеите, ботијаците, пирејците, алмопите, мигдонците, крестонците, бислатите, еуродејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основаш на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел од мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од 969 година до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсеј и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви Константин Асен Тих од 1257 година, Михаил IX палеолог и Андроник II палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските владетели царот Стефан Урус IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година, па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. 22 селски населби во овој регион, во пишаните материјални документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменуваат пред 2400 години пред новата ера, каде што е запишено дека низ оваа област споменувала најзначајната римска сообраќајница на Балканот Вија Игнација.
Во Третата римско-македонска војна ова област станува главна воена област во северните области на Македонија. Исто така, за ова област византиските историчари го имаат забележено следното. Дел од Пелагониската котлина, која се распостила по течението на река Еригон, кон крајот на 6. век пред нашата ера, била изложена на масовна словенска колонизација од словенското племе Персити. Во 1204 година, за време на Четвртата крстоносна војна, оваа регија е вклучена во Солунското латинско царство. Почитувани мои, наминав и во ова област мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да се обидам да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за овие села, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти, пишени документи, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, затоа што нивната култура, пренесувана од генерација на генерација, именувана под влијание на настаните кои се случувале тука, е видлива денес преку богатото историско наследство, како што се многобројните археолошки наоѓалишта. Населените места во општина Могила се ризница и чувари на македонската традиција и нејзините жители се особено горди на тоа. Денешната култура, препознатлива за овие населени места, е резултат на милионумската историја на овој дел од светот. Многу цивилизации биле присутни тука, кои оставиле неизбришлива трага и дале свој придонес во градењето на македонскиот идентитет. Каењето на културата и традицијата на просторот на општина Могила започнува уште со првите населувања на регионот во бронзеното доба. Остатоци од овој период се уште се среќаваат во 22 средновековни цркви и неколку манастири, каде е пронајден богат археолошки материјал. Во блиската околина на 22 населени места, при неформални ископувања се пронајдени фрагментирани остатоци од керамика од ранноантичкиот и римскиот период, кои датираат од 4. век пред нашата ера. Во текот на 6. и 7. век на територијата на Балканскиот полуостров, така и во овој дел на Битолското поле, се населуваат словените кои со себе ги донеле и своите обичаи и традиции, кои преку процес на неформална културна размена со резидентното население се втемелени во современата култура на денешните жители. И многубина не рекле бадила дека кучето е најверниот пријател на човекот. Се разбира, ова куче вели дека овде имаме доволно мајчини, ама и еве ние ова што се дојде да снимаме. Добар ден. Добар ден. Добар дојдовте. Добре се најдовме. Ако се прави Дарлинг.
Дай Боже добри да све. Иначе Арна си? Арна. Да. Добри, да се Шо? Господи чува. Од лошо се така со работичката тераме, работиме. Сега вака, Јуба велиш, значи без работа не станува. Ништо без работа, ништо нема. Так, што плети се овде, што види ова? Децата, калчунчиња, чорапчиња. Так. Од овде си, од ова село? Не, од друго село су. Од кое? Од Долбеговци. Колку е далеко даде? Ами, близо е, не е многу далеко. 5-16 километри. Значи, таму беше мома, така? Там мома, овдека се омажив. Вака да сетиш, пред едно колку години, пред 30-40 години, да речеме, како те зедоа со свадба? Со свадба ме зедо, со сватова и со тапани, Со сите салтанати, ја? Со сите, Так. убаво. Ова да ми кажеш вака едно од кој ќе завршиш со плетење, така. Со работата ова ќе го низ дома, да направиш Так, ручек вечера. так. Кој ти се вака комши за лошо ано? Комши, сите комши им зјарни. Кој се вака да рече? Сите, еве, овој комшијата одека што седи. Како се вика? Душан Србовски. Така? Еве, од овај Кирковци. Така? Ѓорчевски, сите пријатели, сите живееме комши. Кој ќе се видиш вака на кафе, што си му обети да речеме? Ами, се шалиме, смееме, со работата сега што ќе излези, да се име тутуње, да пипери, да работиме. Многу ми навела дека назима за домаќинките немало работа во полето, Како така? нема, има, низ куќа има работа, за домаќинките, стално има работа. Со кого живиш ти вака дома овде? Ами со сна, со сопруго, со внучиња. Те слуша домаќинот? Ме слуша, добри сме до сега се слагаме. Значи, мора да се слагате? Мора да се слагаме. Кој сте постар? Јас Постари? сум постара. Значи овој... 6 месеци. Добро, властници овој сте биле. Да. Така. Во времето на средниот век и византискиот период, во атарот на општината Могила биле создадени огромен број на духовни објекти кои денес ја вршат својата функција и се незаменлив дел на животот на луѓето од регионот. Најголемиот дел од нив, освен својата огромна историска и културна вредност, и денес ја имаат истата намена за која првично биле создадени, практикување на духовни обреди и ширење на религиската мисла. Од бројните цркви и манастири изградени во овој период би ги споменале црквата Свети Архангел Микаил во Долно Српци, црквата Свети Архангел Микаил во Могила, црквата Свети Атанасии во Беранци, црквата Свети Атанасии во Лоздани, црквата Свети Атанасии во Мојно, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Муцинци, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Подино, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Трновци, црквата Рождество на Пресвета Богородица во Црничани, црквата Воскресение Христово во Дедебалци, црквата Свети Димитрија во Долна Чарлија, црквата Свети Димитрий во Путурус, црквата Свети Ѓорѓи во Вашарејца, црквата Свети Ѓорѓи во Ивањевци, црквата Свети Ѓорѓи во Новоселани, црквата Свети Јован Крстител во Беранци, црквата Свети Кирил и Методи во Лознани, црквата Свети Константин и Елена во Беранци, црквата Свети Никола во Ношпал, црквата Свети Петар во Радобор, Параклисот Света Петка во Ивањевци, црквата Света Петка во Мусинци, црквата Света Петка во Ношпал, црквата Света Петка во Путурус, црквата Света Петка во Трап, црквата Вознесение Христово во Добрушево, црквата Свети Теодор Тирон во Долна Српци, манастирската црква Свети Теодор Стратилат во Свето Тодори, кои речиси сите датираат од средновековието, реобновени врз темели од стари ранохристијански базилики. Како ви се вика црквата овдека во селово? Колку цркви имате во селово вие? Колку цркви? Аха. 2 цркви има, она е едната поголемата главна црква. Ја викаа Свети Тодор, ја знае Свети Димитрија. Свети Тодор ја викаа, по денот што се прославува овде. А ова горе црква има една на Ридо. Село е поделено и со гробиштата и со црквите на 2 дела, да речем. Горе ова се вика Свети Аранđел.
Во пишаните отомански дефтери, 22 населени места кои припаѓаат на ова општина се споменуваат во отоманскиот пописен дефтер број 4 од 1476-77 година, каде што се наведува дека овие 22 села се имот на Абдураман ага, кој по потекло бил од Битола, и Ајредин ага од Дебар, а седиштето им било во селото Ношпал. Исто така во отоманскиот дефтер број 16 од 1481-82 година за 22 населени места е запишено дека се они владееле Ајрула ага и Ајли ага по потекло од Охрид, а седиштето им било во селата Мусинци и Алинци. Во пописниот дефтер со број 73 од 1519 година е запишено дека составник на овие села бил Али Паша по потекло од Солун, а седиштето му било во селото Путурус, додека пак во отоманскиот дефтер број 149 од 1528-29 година е запишено дека чифлик сајби на овие села биле Асан ага и Бејто ага, а според отоманскиот дефтер број 232 од 1544-45 година во овие краишта живеела Есме Султанија, жена на Али Паша. Има, кажам на старите, владеел некој турчин, се вика Лалија. Алија и по тоа место било по турско родство, морало да се работи. И кога ќе одел некој во село, кај ќе кај Алија на работа, тој ги мачеле, плајкале, мевници, морало да се работи. Као виш, Калија на работа, Алија и останало Алинци. По таа пословица, некој може баш го знаат, некој, јас како што имам разбрано постари, тоа селото го настапил во селото поради тој турчина што бил како кмет, ние што викаме. Бек бил на време. Бек, тога и сега и така станало. Могилската општина географски му припаѓа на Пелагонискиот регион, кој зафаќа површина од околу 251 квадратни километри со вкупно 22 села и население со околу 7.000 жители, чии административен центар се наоѓа во селото Могила. Могилската општина е поделена на две подрегии: Могилска со главно место селото Могила и Добрушевска со селото Добрушево. Како што претходно напоменавме, Могилската општина е поделена во две подрегии, така што и населените места кои ги има на број 22 се распоредени во двете претходно споменати регии, и тоа: во Добрушевската регија селата Добрушево, Мусинци, Алинци, Путурус, Мојно, Дедебалци, Црничани, Ношпал, Будаково и селото Трап, додека во Могилската регија припаѓаат селата Беранци, Лошарејца, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Долна Српци, Ивањевци, Лозани, Новоселани, Подино, Радобор, Свето Тодори, Трновци и селото Могила. Дека населените места во Могилскиот регион и Добрушевскиот регион на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Македонија, етнографија и статистика од Васил Крнчов, каде што е запишено дека во 1900 година во ова област живеат 16.000 жители. Според записите кои ги водел секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година
Во оваа регија живееле 20.000 жители, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека населените места во Могилскиот регион и Добрушевскиот регион на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во својински размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговото дело Битолско-Прилепската котлина, издадена во Белград во 1998 година, за населените места кои гравитираат околу средното течение на река Црна и река Шемница, го забележал следното. Битолско-Прилепската котлина претежно е планинско-котлински басен. Поради незината просторност и големина, полињата се поделени во котлината на поголеми и помали целини, како што се Заградско поле, Садово поле и Српо поле, кои се наоѓаат во Прилепската колија, Гладно поле, Мостенско поле, Тополчанско поле и Левинско поле, на чија територија денес се наоѓа целата од Могилската и Добрушевската регија. Различни автори овие две регии различно ги именувале. Така Јохан Хан Добрушевската подрегија ја вметнува во Садовското поле, додека пак Спиридон Гопчевиќ Могилската подрегија ја вметнува во Тополчанско поле. Би сакал да потенцирам и тоа, дека Пелагонија е најголемата житница во Република Македонија. Во нашава Пелагонија со векови наназад се произведувала чиста, здрава храна и тоа била една од основните причини што нашите предци живееле долг живот по 80-90 години, па некои ја поминувале и 100-та година. Најголемото богатство на секој човек е неговото здравје. И покрај другите фактори тоа го одредува и квалитетот на живење на луѓето. Во светот тренд е произведувањето на природна, чиста, здрава исхрана и тоа произведување може да биде и доходовно ако правилно и искрено му се пристапи. Природната исхрана, здравата храна е најголемиот дар од природата, кој дар ние треба да знаеме да го цениме, да го почитуваме и да го користиме наменски. Ако храната ја замислиме како превентива и како лек, тогаш ние сами можеме да си го направиме нашиот живот посреќен, поквалитетен и подолг. Природната исхрана има предност во тоа што е произведена по природен пат. Без адитиви, без инсектициди, без пестициди, без вештачки бои и вкусови, хормони за брзо растење и така натаму и храна што не е генетски модифицирана. И ова нека биде една порака до идните генерации да произведуваат ваква храна за да си го продолжат својот век на живење. Како и многуте македонски региони, така и Добрушевскиот и Могилскиот подрегион во втората половина на 20 век се зафатени од големите миграциони процеси, па до денес има константно намалување на своето население. Населението на овие два подрегиони скоро од секогаш било македонско и христијанско. Денес на територијата на овие два подрегиони има и неколку села кои се пред целосно изумирање. За време на кралството Југославија во катастарот овие два подрегиони се запишани како дел од Битолско-Прилепската жупанија. По завршувањето на Втората светска војна, овие две подрегии во 1944 година добиваат административен центар, а тоа е населеното место Могила, кој обстојувал се до 1953 година.
Во подалечното минато, мештаните од Могилската и Добрушевската подрегија учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Уште во периодот на турското робство во овие две подрегии крстосувале многу ајдутски и комиски чети. Во времето на организираниот револуционерен отпор кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, на просторот на денешната Могилска општина престојувале голем број на македонски револуционери, како што се Андон Попхатаров, Никола Мешков, Андреја Блажев Расолков, Димитар Филдишев, Кочо Песанџиев, Томо Никлев, Парашкев Цветков и така да речам, непознатиот на овие простори Димко Сарванов, попознат како Димче Могилчето. Излези пред Димче Могилче. Жената ќе ти ја украдам. Далеку ќе ја однесам. Во Сарај ќе ја потурчам. Ај од тука Селим Ефенди, ај од тука куче Касапско. Кожата ќе ти ја одерам, на плевна ќе ја обесам. Оган! 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 Исто така селата од Могилската и Добрушевската подрегија не ги избегнуваат војните дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту громнината. 22 населени места кои припаѓаат на денешната Могилска општина уште од памтивека имале учени луѓе. Според пишаните документи, опишпенувањето на населението се одбивало во селските цркви од страна на селските попови, а наставата се одржувала на македонски црковнокнижевен јазик. Наставата се до 1900 година се одбивала на црковно-македонски, а од 1900 па се до 1905 година на екзарко-бугарски, а од 1905 година па се до почетокот на Балканските војни на грко-патријашески, а од 1913 година па се до 1941 година на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 година повторно на екзарко-бугарски. Во 1944 година во сите селски домови на културата наставата за прв пат се одржува на македонски мајчин јазик. Многовековното отоманско живење, тешките услови за живење, оскудното плодно земјиште ги принудиле мештаните од овие села да побараат подобра живеачка, заменувајќи на печалба најпрво во Софија, потоа во Белград, Солун, Стамбул, а подоцна ширум светот. Најголем дел од миграциите од селата се случиле по Првата светска војна, кога најголем дел од иселениците биле економски мигранти. По 1924 година, кога се наметнале одредени квоти за иселеници од Источна Европа, многумина мештани се одлучиле за иселување најпрво во Аргентина, па потоа и во Америка, Канада и Австралија. Најголемото заминување на печалба и иселување започнува во 1943 година, каде што во Америка денеска има 65 фамилии, во Аргентина 30 и во Австралија над 50. Кога секој добронамерник ќе дојде во Могилската и Добрушевската подрегија, кои ја сочинуваат општината Могила, и кога ќе прошетаат низ сеите села, ќе се воодушават не само од колоритната убавина која му ја дарила природата на овој регион,
туку и од остатоците од старата традиционална македонска царскиска архитектура, која се карактеризирала со тоа што сите куќи биле со приземје и кат, а приземјето изиден од камен, а катот изграден од цигла, опашен со вертикални и хоризонтални греди и ретви, а над нив ковани штички или испреплетени прачки, малтерисени со глина на кал, измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, каде што во приземјето се наоѓале амбарите за жито, просториите за чување на добитокот, туку и од новата современа урбана архитектура, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните од овие села, на чии современ и градски живот можат да им позавидат и некои помали градски и приградски населени места во Македонија. Исто така, кога секој добронамерник ќе дојде во Могилската и Добришетската подрегија, кои ја сочинуваат општината Могила, ќе се воодушеват и преку кујната типична за овој регион, чии вкусни јадења и денес се подготвуваат со истата страст како и во периодот на нивните баби и прабаби, како што се давче, гравче, ширден и најразлични видови на сирења и други млечни производи, кои се неизбежен дел од менијата на традиционалните ресторани и трпези во домовите на луѓето од регионот. Воедно ќе се воодушеви и од традиционалните обичаи, кои и во денешно време се негуваат ревносно, токму како во времето во кое биле создадени. Селските слави, зачинети со многу музика, од секогаш го осликувале начинот на живење на македонските села, при што се продолжувала традицијата на нашите предци и на нашите корени. Секој село си има своји слави. И интересно е да се напомене дека за време на овие слави, овие денови, селата се преплавени со луѓе, а што посебно радува е фактот што на овие празници има и многу млади луѓе кои одат по стапките на своите родители. Значи, за време на овој православен христијански празник не само што доаѓаат во селото луѓе домашни, така да кажем, и од поблиските и подалечните села, доаѓаат и многу луѓе кои што се раштркани по светот, да ја посетат својата родна грудка, да се присетат на старите времења, да ја почувствуваат топлината на поднебието каде што се родили и каде што живееле. Добре ми дојдете гости. Денес е Свети Арањел. Ова ни е куќна слава. Се збираме, тоа останало од век, од дедовци, предедовци. И ние продолжуваме со истата слава. Мило ми е што дојдовте сите на ова слава и така ќе си продолжиме и натаму, да си ја славиме. Ајде. Почитувани мои, ова е само дел од моите досегашни сознанија за животот на 22 населени места кои припаѓаат на општината Могила, кој живот 6000 години зрачи на целиот нејзин простор преку бројните археолошки локалитети кои датираат уште од неолитскиот период, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестирите, енгелејаните, десаретите, орестите, еореидите, елимеите, ботијаците, пирејците, алмопите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еродејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни појави
јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргијадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Светин Клементовата книжевна школа, како дел од множествата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван, Владислав и Гаврило Радомир, како дел од владавината на византинскиот император Василий II, како дел од црковните записи на византинските цареви Константин Асен Тих, Михаел Девети Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските владетели царот Стефан Урос IV Душан Немајнич, кралот Димитрија Волкашин, кралот Марко, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија, се до денешниот од нашето современие, другите мои сознанија кои ги имам и од мештаните, од Могилската и Добришевската подрегија, ќе имате можност да ги проследите во наредните документарни репортажи со работен наслов «Патуваме низ општина Могила».